Македонија останува со наевтини горива во регионот, но и без рестрикции. Од понеделник хрватите ќе точат само одредена количина, додека пак и другите земји размислуваат да стават ограничувања. Кај нас нема. Секој ќе може да точи бензин и нафта онолку колку што му е потребно. Според сегашните цени, едно полнење на резервоар од 50 литри во Македонија изнесува околу 70 евра за бензин и нешто повеќе од 71 евро за дизел. Но истиот резервоар во соседството чини до 30 евра повеќе. Најскапо е во Грција, каде за 50 литри бензин ќе платите речиси 100 евра, додека во Србија дизелот достигнува речиси 95 евра за полн резервоар. Инаку, Македонија се стреми да остане со најниски цени на горивата за да се заштити стандардот на граѓаните. Премиерот Мицкоски најави дека меѓу мерките кои на владата и стојат на располагање и намалување на ДДВ-то од 18 на 10%. Сепак и покрај тоа што ова е најнепосакуваната мерка, бидејќи удира директно врз државниот буџет, тој смета дека интересите на граѓаните треба да бидат во фокусот при зачувување на ценовната стабилност. За сега не се знае дали се исполнети условите акцизата да се намали за 4 денари по литар. Услов е цената на нафтата да надмине $1.200 по тон. Цената во петокот, последниот ден на берзанските тргувања, изнесуваше $98,3 за барел и е повисока за околу $10 споредено со минатиот петок. Горивата во Македонија за 3 недели поскапеа за 14 денари, кај дизелот и за 5,5 денари кај бензините. А за владата да може да ги носи овие мерки, потребно беше амини од собранието. Минатата недела едногласно со 88 гласа за, пратениците изгласаа продолжување на кризната состојба во снабдувањето со нафтени деривати за уште 90 дена.